Нема веза, добро. Добар ден, еве не со уште една емисија. Денешен мој гостин и многу му благодарам што дојде е Марк, шефот Марк, кој ме заинтересира поради неговите посети низ Македонија. Со намера сум да направиме разговор колку ги запознава јадењата во тие краеви и да направиме еден преглед, бидејќи сметам дека гастротуризмот е некоја иднина на Македонија. Јас прво ви благодарам за поканата. Навистина, јас сум многу среќен секогаш да можам да објаснам моите патувања, моите све што искривам во Македонија. Фала многу за поканата. Колку време си веќе во Македонија? Јас во Македонија сега ми е 11-та година. Да. Колку до сега си ја запознаел целата територија на Македонија? Си ја запознаев целата територија, истражував. Од сега направивме 25 плюс 40 емисии, тоа се 65 емисии и отидовме во секој различен град, неколку пати се повторувавме. Можам да кажам, оти не открив целата Македонија. Не. Оти секојаш одиме во еден град, одиме во едно село, има секојаш нешто ново или нешто што заборавивме. Ете тоа е. Да. Кажи ми какви се твоите впечатоци од местата што ги посетуваш, нарочито прв пат кога ќе отидеш, во смисла на тоа дека секој има некоја своја карактеристика и некој начин, од начинот на зборување па до разни јадења. Начинот на зборување навистина има неколку дијалекти така. Има регион Струмички регион, има Гевгелија, навистина секој регион си има посебен дијалект. Јас се смеам од почеток, малку навистина ми е малку чудно, јас доаѓам од Белгија. Белгија има 2-3 јазични комплетно различно, не можем да кажеме оти се дијалект како во Македонија. Овде во Македонија може да се снаоѓаш. Има неколку зборови што остануваат, има неколку други што се да не ги разбираш. Френки, чушки, добро, осем домати пиперка, окей. Ама окей, се прилагодувам на товие специфични разговор. И пак ќе кажам, интересно е, оти пак ми се за мене едно богатство плюс, неколку зборови што ги учам и што можам да ги употребам после или во мојата кујна, или со луѓе кои ги сретнувам и тоа. Една од работите што секако сакам да ја разработиме, тоа е храната. Јас сметам дека Македонија изобилува со нема место кое нема некој свој специјалитет и нешто што е, пошто би требало да биде карактеристична. Од моје искуство во туризмот, туристите го доживуваат престојот овде многу добро, најдобар впечаток им остава храната. Навистина, секој турист кој доаѓа овде, имав прилика да сретам многу луѓе што се туристи овде. Јас сум човек таков јас. Одам во Охрид, зборам со сите. Не зборам само со охриджаните, зборам и со туристите. Одам во други места, мора да се мешам со луѓето, да разговарам со нив. Имам прилика да сретнувам и луѓе амбасадори и такви луѓе што живеат по 3-4 години овде во нашата држава. Водушевени се сите. Кога доаѓаат овде, нема една храна што не ја сакаат. Све му е вкусно, све му е убаво. Навистина секогаш кажувам оти овошјето, зеленчукот, месото, рибата во Македонија е посебна. Има посебен шмек, посебен вкус и навистина е подготвено на едноставен начин. Ама така треба. Оти тешко да се најди на мирис и да му се додава зачини свето и да му го смени комплетно вкусот. Едноставното е најтешко да се прави. Мислам дека нашиот народ не е свесен какво богатство има. Имате право. Колку пати тоа го кажувам, оти има богатство во Македонија, чудно им е, навистина има повеќе надвор, пак ќе кажам со моето искуство што го живеем во Белгија, од Франција и све тоа, имаме наменици од светот. Све можеш да најдеш секој ден. Не треба да чекаш сезонско како овде во Македонија, за да ги имаш најубавите домати, да ги имаш најубавите краставици, најубавите пиперки, све што го има на пазарот, таму го има цела година. Не е убаво. Не ми се допаѓа. Јас пак ќе кажам како готвач, одев да пазарувам секој сабали и све, кога ги гледаш на мирниците, домати, гајбата е копи-пест. Сите се исти. Супер чисти, вау. Немат мирис. Мирисот ви е во дршката уште е и само таму има мирис, вкус. Ајде како. Тоа е. Дали е тоа причината што многу се ставаат некои зачини за да се прикрие тоа дека нема вкус? Пак да,
и не, зависи од културата од луѓето, зависи од инфлуенцијата од кујната, медитеранската кујна се употреба повеќе билки, повеќе свежи тревки, такви ствари. Во Ориент, кога одите во Турција, малку подалеку света, они употребаат повеќе суви зачини. Зависи малку од, да кажам, од регионите каде се готви. Белгија не се употреба многу зачини, исто се употребаат тревки, путер, крем фреш, такви ствари се менјава вкусот со други намирници кои. Ете тоа. Колку си задоволен или воодушевен или изненаден од нашите јадења. Например, еве видов дека скоро беше во Кратово. Кратово е моје омилено место. Добро, окей. Јас го сакам степче со неговата кцана сол. Обавезно, човекот е легенда, мислам, да, сите го познават. Да. Меѓутоа и нивните јадења се на некој начин окей. Дали си ги запознавал јадењата кои ги имаме низ Македонија, као што е ширден, као што е џомлезе, како што е чомлек, нешто што многу малце имаат можност туристите да го пробаат. Знаете, ти потекнувам од Македонија. Баба ми има, дедо ми се македонци. Јас имав прилика да од дете да ги пробам сите јадења, ама дел од нив. Јас јадев кромит, јадев домати, така со баба ми даваше како се дават јаболки, јадев граф, јадев пиперки полнети, пиперки со лук. Све тоа го научив од кога сум дете. Тој вкус го има во уста. Се уште. Да, и уште сега не можам да го најдам неколку пати тој вкус што го имав порано. Навистина, пак ќе кажам, гледате, различно. Исто начин на готвење, ама во друга држава. Не ги имате исти намирници, не го имате не истиот вкус. Тој вкус што го имав таму, не можам да го најдам овде. А овде ми е уште поубав вкус. Чудо. Да. Моите искуства со туристите дека не забораваат за храната и не само тоа, него секогаш велат, пак да дојдеме да пробаме. Точно така. Навистина, пак ќе кажам, кога пробаш нешто во Македонија, тој вкус, тој печат останува. И тоа меморијата на вкусот останува до крај животно. Тоа е нешто посебно. Исто мирисот. Да. Исто мирисот, кога мирисите нешто посебно, се шетате по планина, мирисете мајчина душица. Чај, алпски од планински чај. Вау, смрека. Во Македонија смрека има секаде. Чудо има посебни навистина така мириси, вкусови што се печатливи за Македонија. Јас работам проект кој се вика King Marko Land, посветен на крале Марко. Ја името го имам заради Марко од Прилеп, да. Меѓу другото, храната е нешто што ни е исто така значителна, бидејќи во тој период немало пиперка, немало патличан, немало пченка, се она што е донесено од Америка и навистина многу јадења кои кога гостите доаѓаат, туристите, да ги пробаат, едноставно сваќаат дека тие се уште останале тука и дека се уште ги јадеме. Не знам како дошло да сме се посветиле или ја препознаваме Македонија низ пиперка, патлиџан. Мислам од тоа е инфлуенцијата од турската кујна. Турската кујна го направи македонското јадење. Како вие кажувате, од времето на кралот Марко, не ги имаше тови намирници. И навистина мене ќе ми биде интересно да имам неколку рецепти од тој време, и не можам да препознавам Македонија без домати, без пиперки, без лук, без такви. Не може, за мене нема да биде Македонија. Мора да се проба тоа, да се види на што личат товие поранешни рецепти. Па еве да речеме дивеч. Дивеч, го имало и тогаш и да. Ама што му ставиле внатре? Кромит, морков, прас. Тоа што имале во тоа имаше на располагање тогаш, да. Нешто што еве низ разговор напоменавме чорба од коприва, која многу луѓе прво е многу корисна за јадење. Точно. Второ, многу малце луѓе го знаат тоа или со скепса зима да тоа го користат. Кога се кажува коприва, се боцки, на тоа мислиме. И мислиме оти кога ја јадиме, ќе ни боцка и све. Го имав тој чувство. Имав прилика да пробам чорба од коприва и јадов во Галишник коприварка, не знам како точно се вика, кај баба и деде беше едно место, каде они прават специјалитети со коприва, со штавел, што такви се, тоа се поранешни традиционални јадења. И навистина е превкусно. И вау, тоа ми остани тој вкус во уста, да, вистина преубаво. Ние го разработивме тоа како храна
понуда и едноставно секоја сезона има своје јадење. Па мора да го пробам тоа. Дело тоа е сега во овој период копривата која јас има навистина е пуно секаде, сакам во различити варијанти може да се користи, а едноставно е заборавена, пак ќе потсетам, е многу здраво да се јаде. Точно, точно. И пак ќе мора да се направи, да се покаже. Мислам оти нема доволно луѓе што го промовираат тоа. Треба да се прават повеќе емисии на готвење, на традиционални рецепти. Има, ама мислам оти треба малку и повеќе да се прави. Мислам оти државата треба малку да ни помага да можеме да го представиме това не само за нас, оти навистина мислам оти во Македонија старите генерации си го знаат. Луѓето повозрастни знаат што е коприва, штавели, све тоа. Младите не. Кажете му што е коприва, не, штавел, што е тоа, тоа. Да, ете тоа. Мора малку повеќе едукација, мора малку повеќе да се покаже, да се промовира од сем тоа. Како зборевте за рурален туризм, за како да кажам, туризм со храна и све тоа, тука сме. Мора да направиме нешто. Гастротуризмот е во подем низ светот и луѓето сакаат да одат да пробат секаде јадење. Мислам дека ако тоа добро го направиме, ако тоа се направи онака како вистински треба да биде представено, дека би биле земја број 1 во тој подем на понуда на туризам. Број 1, зашто да не, навистина. Малку тешко, да кажеме. Број 1 нема да кажеме една држава која е број 1. Кажете Франција се знае туризмом исто што е храна, вино. Одите во Шпања, храна, вино. Одите во Италија, храна, вино. Во секоја држава храна, вино. Зошто само храна и вино? Тоа е најубавото што може држава да го представи. Да, секогаш го кажувам тоа. Храната што имаме овде во Македонија, преубава. Виното, секогаш сум воодушевен од квалитетот на виното. Јас пред да дојдам во Македонија, не знаев оти имаше толку винари. Не, никогаш не мислев оти имаше толку. Кој не беа сега у последно време се развија многу. Премногу винари, пак ќе кажам со емисијата, имам прилика да се шетам во секој град преку Вардарско, во Кавадарци, Неготино, малку надвори, секаде има преубаво вино. Едноставното вино, домашното вино, вау, каков вкус, ракијата, уф, и тоа. Додека зборуваше, а реков број 1, ми дојде мислата дека можеби треба некој сајм на храна да направиме, со тоа што од Италија би дошле, ама би донеле своја храна или од Франција или од Белгија, за да имаме можност да осетиме таа разлика. Точно. Бидејќи вие јадењето што го подготвувате овдека нека е белгиско, но го подготвувате со нашите производи. Ете, тоа го кажам секогаш. Не знаете каков богатство имате овде во Македонија, ама не може да се готви на белгиски. Не, на белгиски начин, со македонски производи. Од сем јас ништо не измислувам. Да. Ја готвам мојот начин на готвење со македонски производи. И го адаптирам на друг начин. Ама тоа е тоа. Тоа може да се каже оти е и македонска кујна. Оти се со македонски производи. Да, точно така. Токму тоа е нешто што во моментов ми пролета и мислам дека наскоро би можеле да направиме таква нека организација. Све може. Пак ќе кажам, ни треба неколку луѓе со доброволја, една голема поддршка, една голема поддршка и одиме само понатаму, можеме да направиме нешто вау, нешто преубаво. Сите луѓе што ќе дојдат, ќе уживат и во храната, со добри луѓе, насмеани, расположени и со добро вино. Нормално и со виното. Македонија е една од земјите која е на високо ниво со извоз на вино, што е исто многу добро. Точно. И тоа не го знаев, го научив овде. Нема само тоа, има и тартуфи. Што не знаев да имаше тартуфи во Македонија. Врганите, преубави се во Македонија. Имаме посебни намирници овде. Смрека. Ете, сега го научи тоа, смреката во Македонија една од најубавите. Знаете, се прави не само ракија во Македонија, почна да се прави сега и џин. Џин, кој се број 1, се англичаните. А не, имаме во Македонија, имаме неколку луѓе што произведов, што прават џин и што имале награди во Англија. Замислите, македонци што да земат награда со џин во Англија. Вау, богатството е овде. Дефинитивно, јас имам пишувано да општа позната работа е дека на Титаник имало кашкавал. Го слушнав тоа, да. Дека едноставно
неколку дека вино, не виното, него со буриња од даб од Македонија се чувало вискиво и се што на некој начин кажува дека то природното, пак ќе го наведам, што го имаме, го нема никаде на свет, и тоа е она што може да не точно да не дигне на прво место. Да, на прво место. Точно така. Знаете, секој бара прво место. Не знам дали е тоа нешто што мора да го имаме. Јас мислам да бидеме меѓународно, да бидеме преку сите. Не треба да бидеме број 1. Тоа број 1. Да бидеме препознатливи со нешто посебно што само ние го имаме. Ете тоа. Може би погрешно се изразив во смисла на прво место, него дека сме меѓу врвот на... Тоа е нешто што не многу сакам да го употребам. Најдобри, први, светова. Секојаш има подобар, секојаш има полош. Секако. Ете тоа. Сакам да кажеме имаме нешто квалитетно, нешто убаво, што вреди, што можеме да бидеме горди, да го покажеме. Од другите, едноставно, дека тоа и да сакаат да го имаат, го немаат. Станушината е една од едно посебно лозије, корен што го има во Македонија. Никаде на друго место. Точно така. Се збори за вранецот, вранецот се знае. Црна Гора, ама најповеќе е употребено во Македонија. Да. 40% мислам од виното што е произведено во Македонија е од вранец, да. Од моето време паметам дека во главном вино помалце се произведувало, тиквеш бил препознатлив, дека најголем дел од вината се извезувале во бившите југословенски простори, се полнеле шишиња со наше вино кое го продавале како нивно. Точно така. Јас во Белгија, како ви кажав, јас не знаев оти имаше толку вина во Македонија, ја го познавав еден вино што беше дингач. Дингач, сега знам оти е хрватско вино. Ја мислев оти тоа ми беше дома неколку пати на маса, што баба ми ставаше, беше дингач. А гледате каква разлика. Јас зборам пред 50 на година, ајде 45 години. Затоа како се смени комплетно мапата на виното, на убавините што ги има. Среќа имаме сега, не само во Македонија, во сите држави, што имаме можност да се покажиме на цел свет. Да. Телевизијата, интернет, светова ни го дозволува да го направиме. Ете така. Вратите се отварат, прозорите се отварат, можеме да го покажеме тоа. Да бидеме горди да го направиме тоа. Јас за тоа ви кажам, јас многу сум среќен да можам да ги правам моите емисии, оти во меѓувреме што јас ја истражувам, го покажам тоа и на сите други луѓе. Колку луѓе ми пишуваат: Марк, ма ти одиш во места каде ние како македонци не отидовме таму да ги видиме. Океј, добро, да. Ма тоа е. Има многу места што не се познати, што мора да се оди и да се види на лице место што има. Токму тоа е и намената на оваа емисија, дека ние имаме што да понудиме, а не знаеме тоа да го кажеме или не знаеме да го обработиме, како тој има многу добра риба, нели, тој чува риби. Да, во Чифлик, сега го... Не, има места, извините, прекрасни, пак ќе кажам, што вреди да се оди. Сега, културата ве учи да одите и надвор од Македонија, да се учи малку што има, ама почнете во Македонија, што има во Македонија и после одите надвор. Дефинитивно. Па ќе кажам, една од работите што сакам да те прашам пред емисијата ми кажа дека сум те поканила, сум заборавила, тоа е Денови на Мудријада, која организираше Љубомир, кој за жал почина за време на коронава, и ние неколку пати гостуваше овдека во Македонија со можност да се понуди храна од бели бубреси. Треба да имаш муда да јадиш муда. Се смејам со тоа, ама малку е посебно на вистина дел од телото. Океј, мама вреди да се проба. Да, тоа е јадењето е на вистина вкусно. Тоа е деликатес сигурно посебна што Организиравме на неколку пати, меѓу другото и Кратовскиот крај кај Куклици. Дојдоа ловџии кои се први тие кои ги оставаат за себе за да можат да си ги јадат. Они си ги стават на страна за да... Океј, ама тоа не знаев. Од нив научив на вистина многу. Љубомир имаше објавено книга, бидејќи кај него на неговите средби доаѓа од цел свет со разни муда, за да може да се спремат јадења. И тој спреми книга во која имаше 3 рецепти од нашата држава.
Океј. Што на некој начин ми е драго, бидејќи и низ таа храна успеавме пак да бидеме меѓу Познати цел за свет. со 3 рецепти, супер е. Оти на вистина е посебен дел, да кажеме, како да го печеш, вариш, не знам, малку ја никогаш немав прилика да ги готвам товие намирници, да кажам тоа овој дел, мора еднаш предизвик да се направи. Зошто да не? Веројатно ќе ја обновам таа манифестација во Македонија, сега тоа го води неговата ќерка. Јас се отидов на друга страна малце и многу малце имам слободно време во однос на тоа. Не можеме све да правиме, дефинитивно, да. Не можеме се. Меѓутоа сум длабоко уверена дека нашите луѓе имаат можност да понудат храна и дека тоа може буквално да биде број, пак да не кажеме број 1, нешто што во Македонија може да се препознава. Ете така. Да, кога ќе речат, идам во Македонија, првата асоциација биде нешто што го нема на Да дојде за муди, ајде. Не, зборувам Јас можам да кажам да направиме нешто со пастрамалијата. Пастрамалијата ја има секаде. Ама на друг начин, секој. Зошто да не се направи еден батл со пастрамај? Ете, па ја имаме. Тоа е пастрамајка. Зошто да не се направи нешто на еден плоштад овде во Скопје, да ги собериме сите градови каде им се специјалитет и да се направи нешто. Па знам дека кратово можете да нарачате и да добиете у Скопје, не мора да отидете. Добро, окей. Сакам да кажам, ја одам честно во Радовиш, ја сакам таа што працува со здарма. Е посебна исто. Муабетов е дека може лесно да се направи тоа секаде, без некои посебни. Ова е нашиот крале Марко, затоа извади таа слика. Има прилика да се запознам со него. Човек, срце на рака, актер, ама на вистина топ човек. Пак ете го, пак. Можеме да кажеме оти такви луѓе, има многу во Македонија. Има многу такви луѓе што се така. Моето здружение на 18 мај, тоа е денот кога загина крале Марко, прави денови на крале Марко и ние во тој период имаме низ разни градови можност да тоа им го представиме и токму со такви јадења кои не содржат тоа што го немало. Мора да дојдам. Да. Што тоа го немало, пробуваме да на некој начин презентираме дека имаме богатство кое не го знаеме. Ајде, па јас пак ќе кажам, чекам да ми пратете покана тој ден да дојдам. Јас да ви кажам право, со толку идеи, проекти што ги правам во главата, немам време да го напишам. Ја очекувам од вас да ми пратите покана, да дојдам и да готвиме нешто заедно, да направиме нешто оригинално. Ова година не успеав да го направиме, бидејќи не остана време буквално за тоа. Меѓутоа, еве, првото правење на таква манифестација ќе бидете викнати. Тука сме. Со големо задоволство. Може би, зборувајќи за сето ова и навистина ми е болна точка таа гастротуризмот, бидејќи не е искористен како таков, не... Може со новата влада, може ќе имаме нешто ново. Збориме за Македонија. Пак ќе кажам, Македонија треба да ставиме на врв. Дефинитивно. Луѓе способни имаме. Дефинитивно. Готвачи има многу способни готвачи. Што готват на македонски начин, што готват на европски начин, што готват повеќе на нивни начин, со срцето, со љубов. Секој си има свој посебен начин на готвење. Убаво е да се покажува, убаво да се прави тоа во Македонија. Ретко се прави, за жал, ама тоа е тоа. Пак ќе кажам, правиме апел. Би била срекна да има некој серијал на буквално така посетот на местото. Јас се трудам да го правам со емисиите, да се авантурите на Марк. Својот кувар, ова е... Диплома за одржување на тие настани. Навистина ми се допаѓаше. Првичниот впечаток беше дека сепак муда, нешто тоа не е како скептично е да го пробаш. Како кажам, јас треба да имаш муда, за да готвиш муда. Меѓутоа, токму тоа, од низ тие неколку случувања, едноставно луѓето почнаа да сваќаат дека тоа убава храна и дека не е нешто
Па да, се јаде страшно бубрези, се јади стомак, све се јади. Изнутрицата е нешто што е кај нас доста популарна. Точно, срце, исто така го бели сакам дробови, све се ширтен јади. од прилеп како Да, и нешто тоа што што и кажа, моите гости ги носам на Кукурек. ширтен. Кукурек исто така. Да, све се јади од се. Тие изнутрици се нешто што се мислам дека препознатливи за Македонија во смисла на тоа дека Секогаш буквално- кажам кога се готват изнутрици, се кажуваше поредно. Шкембе, оти- чорба. Да, оти беа луѓето што немале многу, да кажам, можности што беа малку како да кажам, Посиромашни. да, посиромашни и јаделе од све, ма това не е така. Оти одите во Кина све јадат, све што може да се јади, се јади. Да. нема нешто што дали е мачка, дали е куче, дали е змија, све се јади. Сега овде пазиме малку на това, Арно. Ама Па ако дојдеме во ситуација да па немаме мислам оти ако веројатно- дојдете до ситуација да што немате више друго нешто за јадење и кучето ќе помине во тенџерето. Ама Не знам, јас кај мене поминало и желка и змија и да, исто. имав контакти се уште тоа ми остана неостварено со ромите кои велат дека ежи јаделе Да, се јади. и би сакала да го Да, пробам. стаурец се јади. Стаурец. Има специјалитет во Белгија, има посебен стаурец што се јади, тоа е специјалитет. Да, све се јади. Апсолутно. Да. Све може се јади, све што има во природата ти дава што можеш за да опстоеш, за да живееш, за да јадиш. Сега има луѓе кои што како да кажам не сака да јадат месо, не сака да јадат риба, има за сите. Има за сите. Ете тоа, има за сите за да бидат задоволни. Меѓутоа, она што е најчудното што Македонија стана препознатлива по пиперката и по патлиџанот. Точно. И пак за пиперката, сега за неколку месеци ќе направиме една книга што ќе покаже неколку рецепти малку посебни за македонската пиперка. Зошто македонска пиперка е препознатлива за ајварот. Да, Ајварот, и тоа има проблем што се кажува оти Македонија и го направи ајварот прв, а други го превземја името. Да не влегуваме во детали, мислам оти. Муабетот е дека храната не е занемарлива во смисла на тоа дека има потенцијал кој може да се искористи на овој или оној Опасно е да начин. се, ама не, навистина со храната нема крај. Основна работа е дека и кога било каде да видите, сакате и да јадете. Обавезно. Па се гледам, мислам вие малку помалку си јадете, ама пазите сигурно на јадењата. Не пазам, меѓутоа не сум од секогаш не сум била многу по јадењето и имам некој граден осет колку треба да јадам. Мене може да ми се случи цел ден ништо да не јадам. Браво, ја не можам. Тешко. Така да е. Олела. Мора ја. Станувам, прво што брам кафе и мора да дорушкувам. Исто 12-1 почнувам. Навики вечер 4-5 6 максимум мора ми бара, телото ми бара. Јас во последно време доста пијам млеко. Да, и млекото храни. Точно. Веројатно и тоа држи. Точно. Со литар млеко сум се Па си го сигурно во текот на пуните ден. желудникот и не бара ништо повеќе. Мене млеко ќе ми види малку фали нешто со млекото. Веројатно. Меѓутоа, морам да кажам, ми носеа домашно млеко кравје. И тоа е малку. Меѓутоа престана, човекот кој тоа го работеше едноставно Тоа е не малку може. опасно. Знаете, ти треба да се зоврие, да се се стави. Меѓутоа вкусот незаменлив. Вкусот незаменлив, да. Тоа исто јас го памтам од дете, баба ми земуваше посебно млеко, исто не беше млеко од во Белгија немаше млеко што ми носеа млеко така со бонилак беше посебен млеко што беше малку само не беше стерилизе, како се вика, не го знам името по македонски, зовриено и све тоа, и беше и требаше и уште вие да го зовриете и да се направи тој кајмак, таа кожа што го имате, имаше над млекото, што тоа ете. Тоа се убавините. Јас сум родена во Србија и живеев до 64-та таму и кајмак е нешто што за мене јадење кое не може да го заобиколи. Едно јадење нема кајмак, мора да има кајмак со се. И кајмак на лепке, секаде. Било што да правите е со кајмак. Ме пак ќе кажам и тоа е една убавините што ги има во млечните производи. Македонија и јогурт, нема едно јадење каде не се пие јогурт. Да, имаме сирење најразличити видови. Сирењето во Македонија секаде го има. И секој е со посебен вкус и се
Точно така. Одите во секој регион, посебна трева што го јадат овците и свето, му дава посебен вкус. Дефинитивно. Да. Не има големо богатство. Не џабе кашкавалот бил извезуван и се наоѓал на бродот Титаник како нешто од специјалитети кои биле понудени. Па, до Титаник бевме. Каде ќе одиме сега? Уште подалеку. Пак ќе кажам, тоа што го имаме како богатство, не знаеме да го искористиме и тоа е она што мене ми пречи, тоа е она што на некој начин не разбирам зашто туристичките агенции кои се занимаваат со носење на туристи овдека не обрнуваат малце повеќе внимание околу тоа и да тоа биде туристичка понуда која може да биде препознатлива. Дали има луѓе што можат да го покажат тоа? Дали не треба прво да се направи обука на неколку луѓе посебни за да се покажи, да му нудите ова. Дали се интересират на тоа луѓето? Мора да не знам негде да има мотивација за луѓето да го прават тоа. Јас слушам на вистина има повеќе туристи гид, како се вика, водич. И повеќе се прави. Супер. Мислам ако има повеќе водичи, ќе има повеќе луѓе што ќе може. Јас имам пријателка која има агенција и носи од Америка туристи кои одат по бачилата. И незаменливо си поминуваат. Тоа е искуство што не можете никаде да го имате тоа. Измислете бачило во Белгија. Каде ќе најдете бачило? Нема не. Тој мирис, тој муви, тоа е вистината. Тоа е тоа. Да. Една од работите што исто така е во подем на туристи кои немаат можност тоа да го доживеат во својата земја, да дојдат овдека, да престојуваат во селото, да мозат крави, да прават сирење, да едноставно го живеат тој живот. Го има, ама ретко, ама полека. Не во тоа издание или во тие можности кои ние ги имаме, кои не знаеме исто така да ги искористиме. Навистина е нешто што постојано го зборувам и мислам дека ќе допре до овие помладите за да едноставно. Сигурен сум, оти полека со луѓе како вас, како мене, како други луѓе, ако тоа инсистираме со това, ќе се направи. Оти мислам, тоа е иднината за Македонија. Младите што кажуваат бегаат и свето, младите да бидат малку погорди од што го има овде во Македонија, да го представуваат тоа. Дали си инженер, дали се, знаете, многу учат, многу прават универзитски дипломи и све тоа. Да видат малку богатството што го имаме овде, да го представат богатството овде и ќе може да го живеат од тоа. Токму така, меѓутоа за жал многу малце македонците. Може се мешам во нешто што е со една тема што е малку различна, ама сигурен сум оти има голем потенцијал. Како вие го кажувате, и јас сум сигурен со тоа. Македонците едноставно не си ја знаат Македонија и некако не останало или не поттикнал никој да проба да идат. Почнуваат сами да ја истражуваат. Тоа е она што... Ја го правам за нив. Јас имав еден дечко, исто Марко Џамбазовски, кој дојде, разговаравме, го најдов на Фејсбук, кој посетува разни места и ги снима низ Македонија. Желбата да ја запознае, дека нешто чул дека има во Македонија, едноставно сака да го види, е нешто што е интересно за него и навистина има многу доживување како тебе. Меѓутоа се поеќе луѓето сами поаѓаат да ја истражуваат Македонија. Пак ќе кажам, бараме сите, и јас барам поддршка од, како да кажам, партнери, кошта пари. Секако. Инвестиција. Мора, без поддршка, за жал ништо не можеме. Може да имаме волја, колку сакаме да го кажуваме тоа. Ни треба поддршка. Како за вас, како за мене, како за нас сите. Ете, тоа е најважно да кажеме. Твоите истражувања и одења, како се случуваат? Те повикува некој од местото или ти истражуваш? Одлучуваме преку, осем си земуваме мапата од Македонија и си правиме маршрута, си правиме пат. И си кажеме ќе одиме таму и се доближуваме секогаш од главен град и све тоа. Гледаме малку какви ресторани имаме, има какви сладкарници, има хотели. Ние правиме се околу храната. Околу храната. Да. Гледаме со баби, ако има баби што сакат да не пречекат дома да видиме со нив. Гледаме традиции, цркви, дали џами,
сакам да гледам културата, да ги мешам луѓето. Македонија секогаш се кажува Macedon, по француски Macedon е мешавина. Има салата Македонија. Има салата од овоше и салата од зеленчук, што се вика Macedon de fruits и Macedon de légumes. Затоа пак ќе кажам, Македонија е мешавина од пуно убавини. Дефинитивно. И треба да се откријат. Дефинитивно. Ете тоа е. Има места, сега што кажувам Македонија, бе во Кичево. Да. Имав еден пријател таму, што ми дојде во еден, и му кажав, му ветив, оти ќе дојдам да направиме емисија таму. Бевне, поминавне момент прекрасен. Беше во делот Кичево, албански дел, луѓе муслимани и се тоа, каква храна имале, какво богатство. Поминав момент таму прекрасен. Исто бев во Конче бев пречекан. Уште сега се ежам. Има такви места во Македонија што има едно богатство, чудо, што не може да се објасни. Немам зборови, зборовите ми се ограничени, а тоа е над товие зборови. Пак ќе кажам, шетајте се по Македонија. Одете надвор, окей, да учите други култури се тоа. Ама Македонија си е Македонија. Македонија е преубава држава, каде има голем потенцијал. Има што да се види, има што да се... Да. Еве, за жал, мислам дека многу малце познато, да речеме, албанска храна, што е влашка храна, што влашка храна, точно, еврејска храна, еврејска храна. Сето тоа е тука и го има, ама ние не знаеме да го искористиме. Пак се истите намирници, ама готвени на друг начин, со посебен зачин додаден или нешто, со друга љубов. Веројатно и тоа е дел од љубовта. Љубовта е нешто што не можете да го вадите од храната. Ако го вадите тоа од храната, не е вкусна. Дефинитивно. Јас имам една приказ, на секојаш го кажувам тоа, и на вистина, секојаш и мислам на таа дама, кој ми дојде во емисијата, ми кажува што ти, кога внуците доаѓа кај незе, секојаш јадењата за нив беа преубави. И она зошто им објаснуваше на внуците, ќе ви покажам која е мојата тајна. Значи, поретот имаше една тегла, ама тегла празна. Ја гледа така, празна е. И не е празна. Оти која ја отварам, земам секојаш од таа, земам љубов. И од таа љубов, тоа е мојата тајна. И ги прави јадењата преубави. Тоа е прекрасно. Па тоа е. Тајната е љубовта. А љубовта ја наоѓате секаде. Кога готвите со љубов. Ако готвите, оти мора да готвите, нема да биде толку вкусно. Кажи ми разлика меѓу тоа готвење со љубов и готвење ради готвењето. Па го имате во рестораните. Токму за тоа те прашам. Да, го имате во рестораните. Јас сум човек, сум готвач, што никогаш не готви со мени, да кажам. Ја тоа, не. Јас отварам фрижидер и тоа што е права комбинација. Сопругата ми кажува, секогаш кога готвиш најдобрите јадења е кога го празниш фрижидерот. Ете, тоа е најубавото. Што го има на располагањето, се готви. И тогаш ја покажувате љубовта во наминиците што ги имате на располагање. Да се направи едно меню, тоа за мене почна да биде шаблон и ајде одиме и секој ден е исто. Не ми се допаѓа тоа. На ресторанот што има во Белгија, секој сабајле во 6 сатот одев да пазарувам, гледам што имав на располагање на пазарот, пуштав порака на моите муштери и во 12 часот почнаа да доаѓаат и имале еден мени. Едно предјадење, едно главно јадење, и едно десерт. Ете, тоа беше меню на денот. И секој ден така прави. Ете, тоа е готвење со љубов. Кога готвите со меню со све, тоа е оти мора да го правите така и више нема таа, како да кажам, таа љубовта. Валя. Едноставно. Јас соработував доста со јасен заштитеното подрачје и таму имав среќа да сретнам готвач кој не му беше тоа занимање, меѓутоа подготвуваше неверојатно добро дивеч, подготвуваше супа од фазан, што нешто што најдобро. Мислам дека не сум пробала нешто подобро и научив од него дека токму таа љубов ако ја имаш не треба нешто многу филозофија и дека едноставно само ќе ти се каже дека тоа е. Навистина чудо, ама веројатно е и навистина така е. Ми се случи ден 3 пати и ми го кажува секоја што пругата, 3 пати до сега да готвам и да не биде вкусно. Не бев расположен. Не ми одеше. Можев све да прам, не ми одеше. И не беше вкусно што го направив. Да.
Тоа е тоа. Веројатно ќе ми сигнализира дека сме при крај со разговорот, не го осетив на вистина Ние како можеме да збориме сати и сати. Кога се готви за љубов, кога се готви за убава храна, кога се готви, нема крај. Жал така е, и тоа е она што мислам дека им фали на луѓето кои се занимаваат со туризам, да таа љубов ја пренесат. Ако ја пренесат, успехот ќе биде многу побогат. Точно. Јас сум роден во Белгија. Сите го знаат. Кога дојдов во Македонија после 45 години, како да се породив. Дојдов во една држава што потекнуваше од баба ми, дедо ми, они се од Македонија. Јас се дојдов дома. Јас сакам Македонија повеќе од што јас сакам Белгија од сем. Од каде сум роден. Овде сум многу горд да се кажам и да кажам ти сум македонец. Јас сум исто мешавина, по мајка сум мајка ми е од Србија, родена сум во Белград, татко ми бил на служба таму, работеше на железница, и после земјотресот дојдовме во Скопје. Јас дојдов на своји 12-13 години, едноставно мислам дека... Ние се обратно, ние на земјотрес, они заминале. А се омажив за влав, така да имав и можност таа култура да ја доживеам на стар скопјанец кој по потекло беше влав. Едноставно сите тие можеби ми дадоа можност да Македонија ја доживам на малце поинаков начин. И да бидам свесна дека Македонија има многу што да понуди, а едноставно предпоставувам дека жителите на Македонија навикнати се на тоа и нив им е тоа нормално. Да, како кажувате вие, за нив е нормално. Во Белгија треба да се јавиш, пак јас земам како пример секогаш Белгија, треба да се јавиш 15 дена однапред, да кажеш чекај, ќе се видиме тој ден, да дојдам во толку сат, ти ако звониш, нема никој. Овде звониш, отвараш вратата, и шо е ова, не пречека на масата, како да е наместена и све. Тоа е гостопримството што го има овде, таа топлина, таа љубов, што никаде ја има, да, ете тоа. Едноставно не се доживува на друго место. Точно така. За жал можам да се одјавиме. Јас се надевам дека ќе имаме некоја прилика со големо задоволство. Да нешто направиме повеќе. Да. Драги гледачи, мислам дека имавте еден можност за еден убав разговор кој ќе ве одведе на некоја друга мисла, и дајте повеќе да направиме, да презентираме Македонија со храна. О, да.